Продолжуваат обвинувањата на коалицијата ВЛЕН за, како што велат, манипулации со цената за изградба на салата на Општинскиот совет во Гостивар. Според нив, поранешниот градоначалник Арбен Таравари и поранешниот вршител на должноста Валбон Лимани го злоупотребиле општинскиот буџет. Салата на Општинскиот совет, која технички и функционално можела да се изгради со максимален трошок од 50.000 евра, изградена со скандалозна цена од околу 750.000 евра. Ова не е грешка, не е интерпретација, не е политичка дебата. Ова е тешка злоупотреба на јавните пари. Документот постои, сумата постои и документот е потпишан од Арбен Таравари. Кандидатот на НАИ за градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, ги отфрла обвинувањата напротив кандидатот Невзат Бејта и на коалицијата ВЛЕН. Синоќа во емисијата Клик Плюс тој појасни дека проектот ќе чини околу 530.000 евра и дека не станува збор само за изградба на салата на Советот, туку за реновирање на целиот приземен кат. Me sa kam informata, projekti është diku rreth 520-30.000 euro me kontrat, edhe nuk bëhet fjalë përveç për sallën e Këshillit, por bëhet fjalë për gati se të gjithë katin përdhes, përfshin edhe qendrën informative, përfshin një qendër të re e cila do t'i shërbej qytetarëve me toalete, me të gjithë elementet shtesë të cilat i ka, me izolime kështu me radhë, domethënë nuk bëhet fjalë veç për sallën, me sistem të ri për votim elektronik e kështu me radhë, mirë po nuk do të hyj në detaje sepse thjesht nuk duhet binë nivelin e zotri Bejtës, prapë do të them qytetarët më së miri e dinë dhe më 11 janar do të japin përgjigjen. Лимани ги отфрли обвинувањата на неговиот против кандидат дека долгот на општината изнесува 30 милиони евра. Според него, реалниот долг на општина Гостивар е од 9 до 9,5 милиони евра. Лимани очекува поддршка и од Алијанса за албанците на Зијадин села, со која, како што рече, заеднички реализираат активности. Во однос на резултатот од повторените избори на 11 јануари, Лимани изрази уверување дека нема да има промена на резултатот.